Здравствениот дом од Радовиш кубури со лекари во службата за итна медицинска помош. Заради подобри плати и статус, речиси сите заминуваат во странство, а здравствениот дом тешко доаѓа до нов кадар. Директорот Јован Ристов тврди дека за да функционира службата, мора да се оди со ротирање со лекари од приватните ординации, а надлежните институции ќе мора да најдат решение како да се стопира одливот на лекари во странство. Една докторка си отиде во Германија, друга исто така една докторка отиде во Шведска, точната бројка околу 3-4 го напуштија, двајца пополнивме и најверојатно ќе мора да одиме со повторно ротирачки дружуштва од приватните здравствени установи. Нема на Заводот за вработување со лиценца доктори кои положиле стручен испит. Западот и нуди подобри плати, подобри услови за работа и за жал тие си одат, а инвестирани и завршиле факултети, нашата држава уложила многу пари. Затоа ќе мора да поразмислат политичари. Вработените лекари во службата за итна медицинска помош во Радовиш на смена прегледуваат и по 200 пациенти. Сето тоа предизвикува револт кај пациентите, вели Ристов. Во здравствениот дом во Радовиш фалат и специјалисти, но нема лекари кои би можеле да се пуштаат на специјализација. Сега кои би распишали конкурс за вработување, нема доктори кои во нашето подрачје во општината кои се без работа, кои би вработиле камоли па да се оди за специјализација. И ова би апелирал, мора нешто тука да се решава, да се превзема за неколку години, за 5 до 6 години, без разлика што имаме опрема и простор. Ако не произведеме специјалисти по уво, носо и грло, очни болести, Радовиш ќе се случи да остане без специјалисти по очни болести, интернист, ушни лекар. Најголем проблем во Радовиш и понатаму останува породилниот дом. Заради немање гинеколози и акушери не се вршат породувања во Радовиш. Па родилките се препраќаат или во Струмица или во клиничката болница во Штип.